Добра вечер за Република Македонија. Почитуван преседател на ВМРО ДПМН, господин Никола Груевски. Почитувани коалициони партнери, почитувани членови и симпатизери на ВМРО ДПМН, почитувани членови и симпатизери на коалиционите партнери, почитувани актуелни и идни градоначалници, почитувани актуелни и идни советници во советите на општините во Република Македонија, почитувани присутни, дозволете ми да ви се обратам како ваш сограѓанин, скопјанец, градски татко, пријател и иден градоначалник на градот Скопје по трети пат. Сакам јавно да ви се заблагодарам на жителите на градот Скопје за досегашната доверба и соработката која ми ја дадовте на локалните избори во 2009 и 2013 година за градоначалник на градот Скопје. Со ваша поддршка и преку секојдневна комуникација со вас реализиравме голем број на проекти во повеќе сектори во овие изминати 2 мандати. Докажавме дека може да се вети и во соработка со вас во најголем дел да се исполни ветеното. Долги години сум во локалната самоуправа. Благодарение на довербата од вас, граѓаните, секогаш со подготвена програма за реализација. Во градот Скопје дојдов од позицијата на градоначалник на општина Газивова, што говори за мојата посветеност и одговорност према сите ветени проекти и за начинот на кој работам во изминативе 12 години, раководејќи ја локалната самоуправа во општина Газивова и во градот Скопје. Луѓето понекогаш подзабораваат каква била претходната состојба во градот, бидејќи многу брзо се навикнале на новата, на подобрата состојба. Затоа треба често да ги потсетуваме каква била состојбата во градот Скопје пред 2009 година. Градот Скопје изгледаше многу поинаку. Беше град на мали и стари булевари, сообраќаен метеж, не хигиена, град со плоштади на кои беше потребна реконструкција со сериозни зафати, со недоволен број на паркинг места, со едвај забележливи велопатеки, град со многу помалку зеленило. Благодарам. Делата говорат за мојата пожртвуваност и транспарентност, дека сум постојано достапен за граѓаните, за наше заедничко посветено работење. Не можам да не потенцирам дека огромна поддршка во реализација на проектите на градот Скопје имав од 10 скопски општини, од градоначалниците и советите, а највеќе од Советот на градот Скопје. Проектите кои беа ветени во изминатите програми, во изминатите 2 мандата, а врз основа на вашите барања, беа проекти за намалување на сообраќајниот метеж и подигнување на јавната комунална хигиена. Направивме 28 километри нови проширени улици и булевари, 8 кружни токови, 150 километри водоводна мрежа, преку 100 километри атмосферска и фекална канализација. Во изминативе години Скопје доби речиси 3500 нови паркинг места, 276 нови автобуски постројки, 320 нови автобуси благодарение на владата на Република Македонија и тогашниот премиер господинот Никола Груевски, кои комплетно го променија квалитетот на јавниот превоз во градот Скопје, а изградени се и нови велосипедски патеки во вкупна должина од 28 километри.
Засадивме нови 330.000 зелени метри квадратни зелени површини, над 300.000 садници. Тоа несомнено ќе продолжиме да го правиме, бидејќи Скопје мора да биде зелен град, град кој значителен дел од проектите ќе ги посвети токму на намалување на загадувањето на воздухот, на енергетски ефикасен и одржлив транспорт, на користење на велосипедот како алтернативно превозно средство, на подобрување на хигиената, да бидеме паметен град, да го носи епитетот град на младите. Скопје ќе продолжи да чекори и да влезе во ерата на уште поголем напредок и развој. Нашите дела за Скопје и за сите други градови кои работеа вредно и посветено, дека докажуваат дека си стоиме на зборот. Отчетите зборуваат дека она што го ветиме доследно го исполниме. Сите ние заедно, сите ние, идните градоначалници, кои стоиме тука пред вас, ја бараме вашата доверба во првиот круг за градоначалници и советници во советите на 15. октомври 2017 да славиме победа за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Ова се кандидатите за градоначалници со кои започнува новата ера во сите градови и села ширум Република Македонија. Тука сум застанат како представник на сите мои сегашни и идни градоначалници од цела Република Македонија. Пред сите овие вредни луѓе, за кои сум убеден дека ќе ги засукаат ракавите после победата и посветено и амбициозно ќе се потрудат да ги направат општините и градовите подобро место за живење на жителите и граѓаните на Република Македонија. Градоначалникот на градот Скопје избира свој заменик градоначалник од редот на советничката листа. Би сакал тука пред вас да го представам идниот заменик градоначалник на градот Скопје, професорот Мухамед Амети. Да го поздравиме! Со кој верувам успешно ќе работиме за пубаво Скопје и останатите 44 советници од градската советничка листа и сите градоначалници широм Република Македонија ќе се посветиме на проекти за општините во Република Македонија, за да направиме уште помодерни локални самоуправи и ќе реализираме проекти со кои ќе се подобри климата во повеќе области, во туризмот, во сообраќајот, во образованието, во социјалата и дека ќе им служиме на граѓаните на Република Македонија за нивна подобра иднина. Сакам да ги поздравам и советниците во советите на сите 80 локални самоуправи во Република Македонија и на градот Скопје, за кој треба исто така да го дадеме својот глас. Ова се представниците на новата ера, која треба да донесе подобри проекти и дела за нашите граѓани. Па затоа, во програмата за овие избори имаме предложено проекти кои планираме да ги реализираме во наредниот 4-годишен мандат заедно со вас, граѓаните на Република Македонија. Тука, во изборната програма на градот Скопје, представени се над 200 проекти за град Скопје, со прецизни рокови за реализација, опис и вредност на проектот. Посебен акцент посветувам на проекти за намалување на загадување на воздухот, како најчувствителна тема со која се предизвикуваат сите наши постапки во однос на загадувањето на нашата околина, согласно надлежностите на градот Скопје, проекти за подигање на нови парковски површини за зелено Скопје,
проширување на проектот Вело Скопје со иновативни решенија и преку изградба на нови велорути со цел подигање на свеста и на граѓаните за велосипедот како превозно средство. Проекти за подобрување на јавниот простор наменет за пешаци и велосипедисти. Проекти за модернизација на механизацијата на јавните предпријатија, следејќи ги најмодерните еколошки стандарди, преку кои градот Скопје ќе се вброи во технолошко развиени и паметни градови. Проекти за пренамена на фреквентни сообраќајници во пешачки зони во централното градско подрачје и мотивирање на поголема мобилност на граѓаните преку кампања за денови без автомобили во градот Скопје и другите општини ширум Република Македонија. Големо внимание ќе посветам и кон управувањето на јавниот превоз со употреба на нови електрични автобуси, безбедни за сите корисници и животната средина. Исто така и проект за поддршка на жителите кои се во социјален ризик, со цел подеднаква инклузија во секојдневното градско живење. Никако помалку важни не се ниту младите во градот Скопје, бидејќи Скопје е град на младите, на средношколците, на студентите од цела Македонија, младите кои се наша иднина и за кои вложив посебно внимание да бидат вклучени во сите текови на развојот на еден град. Ќе набројам и некои од проектите за кои несебично ќе се заложам во наредниот мандат, како што се изградба на третата фаза на булеварот Христијан Тодоровски Карпош во општина Бутел во вредност со 180 милиони денари, изградба на четвртата фаза од булеварот Борис Трајковски од Пинтија до Драчево, изградба на Јужниот булевар, изградба на ново средно училиште во општина Аеродром, нов забавен парк, ќе работам на изградба на централна пречистителна станица, изградба на дел од булеварот Асном, продолжување на нови велосипедски патеки и многу други проекти. Скопје мора да дише чист воздух, па затоа ветувам дека ќе направиме пола милион квадратни метри со зелени површини и нови паркови во Скопје. Приватните компании за автобуски превоз ќе бидат субвенционирани од градот Скопје за инсталирање на уреди со кои ќе се намали загадувањето на воздухот. Ќе продолжиме со реконструкција на зеленилото покрај кеот на реката Вардар и ќе изградиме нова патека за џогирање со специјална подлога. Ќе субвенционираме 10.000 нови велосипеди за граѓаните на град Скопје, бидејќи поздраво и позелено Скопје е нашата определба. Почитувани, вие ме познавате по мојата амбициозна и повеќечасовна, несебична посветеност на вас, на граѓаните на градот Скопје. Знаете дека не ги ветувам, не ветувам доколку не можам да исполнам, а нашите досегашни завршени проекти зборуваат за квалитетот на живење во една европска метропола како што е градот Скопје. За Скопје секогаш можеме и повеќе и подобро. Да го направиме Скопје и градовите во Република Македонија уште побави места за живење заедно со вас, граѓаните на Република Македонија. За нова ера во уште поголеми победи и напредок. Да живее ВМРО ДПМН, да живее коалицијата за подобра Македонија, да живее Скопје, да живее Република Македонија, да сте живи и здрави и на 15 октомври да славиме една голема победа во сите општини кои сте овде кандидатите во општините во Република Македонија. Да сте живи и здрави!